155 медицински работници од клиничката болница во Тетово, вклучувајќи медицински сестри, доктори и хигиеничари, што со години веќе работат со договор на дело, конечно ќе добијат трајно вработување. Административниот дел е завршен, па се очекува договорите да се потпишат за 2 до 3 дена. Со ова, министерот за здравство Азир Алиу ги демантираше тврдењата на ДУИ дека повеќе од 150 медицински сестри извисија и не се вработени во Тетовската болница. Алиу вели дека веќе ова е масло на претходниот министер за здравство со лаги и смислено сценарио да прави паника кај медицинскиот персонал. Препознава политичка игра на Арбен Таравари, откако тој повторно се врати во прегратките на ДУИ. 155 луѓе од клиничката болница во Тетово ќе добијат договор на неопределено време. И точка. Постапката е завршена, ставаме крај на оваа агонија што тие ја создадоа и ја хранеа со години. Овој проблем траеше со години и зошто? Затоа што ДУИ беше со децении на власт и никогаш не се потруди да го реши овој проблем. Инаку од ДУИ денеска обвинија дека професионални медицински сестри, мајки, столбови на стотици семејства, иако им било ветано, сепак не добиле стално вработување во Тетовската болница. И премиерот Мицкоски најостро ги демантираше овие обвинувања. Најави дека вработувањето на 155 хонорарци од Тетовската болница ќе се реши системски, а владата не ги дели граѓаните на Тетовци, Струмичани и Гостиварци. Ние сме влада на сите граѓани, на македонци, на албанци, на турци, на срби, на власи, на бошњаци, на роми, на тетовчани, на струмичани, на гостиварци, на битолчани, на прилепчани, на кичевчани, на сите. И треба да се навикнеме на таква влада. Мислам дека повеќе од година дена требаше да стане јасно дека ова влада не ги дели нити по град, нити по општина, нити по етничка припадност граѓаните. И нема да се работи само на екипирање и зајакнување на медицинскиот кадар низ државата. Од Министерството за здравство најавија дека ќе се вложува и во опрема на нови амбулантни возила. Ќе се зголеми и бројот на медицинскиот кадар во брзата помош со цел да се зајакне и оваа служба. Во моментов се очекува одговор од сите центри колкав е недостатокот и на возилата и на човечки ресурси. Постапката во Скопје е веќе при крај и се очекува за максимум 10 дена да биде завршена.